Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Тутунската реколта 2026-27 година ќе биде рекордна според склучените договори. Даниела Перкановска, собственик и менаџер на Автоконтрол Прилеп, меѓу најуспешните 30 жени менаџерки во Македонија. Градоначалникот Продановски во работна посета на Париз во размена на искуства за модерен и еколошки јавен превоз во Прилеп. В понеделник во Цепенков ќе се одржи концерт од проектот Мевлем. Времето денеска претежно сончево и потопло. Урбан маркетинг. За сите вас, најубави јајца за среќни велигденски и првомајски празници. Живинарска фарма Долнен и Прилеп. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнес центарот во Прилеп. 30 години заедно со вас, Трио 95 Прилеп. Среќни велигденски и првомајски празници со производите на Трио 95. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Според склучените договори со 10 тутунски откупни компании, годинава се очекуваат рекордни над 31 милион килограми ориентален ароматичен тутун. Интересот е поголем за 10% од ланската реколта, вели Кире Ристевски од Сојузот на тутунски издруженија. Тутунарите се надеваат на поволни временски услови и повисоки откупни цени. Ова година имаме рекордно зголемување на површини на договори, така да склучени се 15.000 хектари од површина, 227.000 договори имаме и негде се очекува да принос околу 31.575.000 килограми тутун. Зошто толку многу нагло се зголеми интересот? Интересот е зголем ради тоа што ова култура, да речеме, во земјоделието е најдоходовна и се врз основа се работи за приходот. На по-добро платена култура од тутунот во моментов немаме и така да сите земјоделци, тутунопроизводители се изголемува површината баш врз основа на што е изголемена цената за откуп. Па, очекуваме сега некаде 7 и 8 мај тука некаде. Така ни е план. Каква година очекувате? Па добра година мислиме да биде тутун некаде, да биде до 500 денари со субвенции, 600 денари, 620 ако може. Да ни исплатата, да видиме како ќе биде. Па година може да големи количини пак, како и наш големивме. Прилепчанката Даниела Перкановска, менаџер на Автоконтрол, станица за технички преглед, е меѓу 30 најуспешни жени менаџерки во Македонија во изборот на агенцијата Марили. Свечената манифестација се одржа во Скопје синоќа.
Даниела Перкановска пред 4 години во 2022 го доби признанието на манифестацијата избор на најуспешни жени менаџери од агенцијата Марили. Годинашното признание има уште поголема тежина бидејќи е јубилејно и представува уште поголем поттик за успех на избраните менаџерки. Перкановска, како генерален менаџер на Автоконтрол Прилеп, со нејзиниот континуиран успех во водење и развивање на компанијата, е една од ретките менаџерки што се закити со ова престижно признание, а работи надвор од главниот град. Лауреатките се избрани по неколку критериуми, меѓу кои успешно менаџирање најмалку 10 години во приватен сектор, успешна компанија во континуитет од целата држава и од разни дејности и сектори. Сите менаџерки се препорачани од нивните деловни колеги и партнери за нивното изворедно менаџирање и професионалност. Покрај Даниела Перкановска од Автоконтрол, меѓу годинашните лауреатки се менаџерки од финансискиот сектор, здравството, индустријата, услугите и предприемништвото, што ја потврдува разновидноста и силата на женското лидерство во земјава. На манифестацијата по повод 30-то издание на избор на најуспешни жени менаџерки учествуваше и министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која ја истакнала поддршката на жените во економијата и предприемништвото, дека тоа не е само прашање на родова еднаквост, туку и прашање на одржлив економски развој. Градоначалникот Дејан Продановски деновиве учествуваше во работна посета во Париз, каде што била реализирана размена на искуства во рамки на платформата за еколошки автобуси и одржлив возен парк. Посетата била организирана од Транспортната заедница и ГИС, Германско друштво за меѓународна соработка, со поддршка на регионалната организација за јавен превоз на Париз. Во рамки на програмата, како што посочи Продановски на социјалните мрежи, биле презентирани конкретни практики за воведување автобуси со нулта емисија, развој на инфраструктура за полнење, како и управување со енергетските ресурси во јавниот транспорт. Имавме можност директно да се запознаеме со начинот на кој Париз ја спроведува транзицијата кон одржлив јавен превоз. Овие искуства се од големо значење за нас и ќе помогнат во креирање на идни политики и проекти во Прилеп, истакна Продановски на социјалните мрежи. На средбите учествувале и представници од Европската банка за обнова и развој и Европската инвестицијска банка, кои ги презентирале можностите за финансиска поддршка на проекти поврзани со зелена мобилност и модернизација на транспортот. Учеството на посетата од Продановски било овозможено без користење средства од буџетот на општината. На 27 април в понеделник од 19 часот и 30 минути во фоајето на Центарот за култура Марко Цепенков ќе се одржи концертот Мевлем, Влезот е слободен. Концертот е со поддршка на Министерството за култура и туризам. Проектот Мевлем е уникатен спој на авторска музика и поезија од композиторот и поет Марко Виденовиќ, кој најде на извореден прием и сериозен одек меѓу публиката и културната јавност, како во земјава, така и во странство. Со секој од досега реализираните концерти, Мевлем не само што ја потврдува својата уметничка автентичност, туку и се етаблира како проект со исклучителен емотивен и социјален капацитет. Неговата досегашна реализација покажа дека публиката, без оглед на културниот контекст, препознава искреност, длабочина и убавина. Временска прогноза. Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност, со слаб до умерен ветер претежно од северен правец. Во Прилеп минималната температура се спушти до 3, а максималната достигна до 18 степени. За време на викендот и почетокот на следната седмица ќе се задржи претежно сончево и потопло време, со појава на променлива облачност во текот на денот. Ќе дува умерен, а во источните делови од земјава повремено засилен северен ветер. Од вторник следува период на променливо облачно и нестабилно време, наместа со повремен дожд и грмежи. Дневните температури ќе бидат во постепено опаѓање. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, април 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.